Тој настан интензивно го чекаме уште од 2008 година, кога беше констатирано дека нашата земја ги исполнува сите критериуми, дека ги постигна стандардите на Алијансата за да биде еднаква меѓу еднаквите. Република Македонија и тогаш и од тогаш натаму активно учествува во мисиите на Северноатлантскиот сојуз. Заедно со Алијансата, нашата земја активно придонесува во мисиите за сузбивање на глобалните закани, терористичките закани, како и заканите што доаѓаат од насилен екстремизам. Во таа насока и соодветно на стандардите и препораките ја подготвивме и нашата национална стратегија за спречување и за борба против тероризмот и насилниот екстремизам. Припадниците на армијата на Република Македонија добиваат доверба да бидат дел или да бидат главни актери во сериозни безбедносни предизвици. Со учеството во тие мисии растеа и капацитетите на припадниците на армијата, како и на цивилните структури на нашата администрација. Со секоја нова иницијатива, со секоја нова генерација на наши припадници на армијата на Република Македонија, што земаа учество во мисиите, растеше и бројноста на нашето учество. А Македонија учествуваше во следење и во подигање на безбедносните и политичките стандарди на Алијансата. За фаќањето од буџетот за потребите на една современа армиска структура ги следат препораките што доаѓаат од стратегиите на Алијансата. Соодветно, односно особено значајно место во нашите безбедносни политики има и регионалната соработка. Јас сум убеден дека дефинитивно ова е нешто вредно за кое што се бореле генерации од самостојноста на Македонија го чекаме и конечно, еве го имаме на дофит. Јас сум денеска многу среќен што иако е во најава за 10 дена, за 2 недели, токму одлуката, овде знаеме како ќе се одлучува дека ќе ја добиеме конечно поканата